Кризна владина одлука во трајање од 30 дена вчера е донесена, но граѓаните и бизнисот да бидат спокојни за состојбата со горивата, изјави денес премиерот Христијан Мицковски. Во текот на вчерашната седница на владата донесовме одлука најпрвен да прогласиме кризна состојба во трајање од 30 дена, а потоа и донесовме одлука да го намалиме данокот на додадена вредност од 18 на 10%. Освен намаленото ДДВ, Мицковски најави и други евентуални мерки. Имаме уште неколку чекори, уште неколку мерки, но внимателно ја следиме ситуацијата. Граѓаните и бизнисот треба да бидат спокојни. Во овој момент имаме предизвици и ќе има предизвици, но електроенергетската состојба во државата е исклучително стабилна, но исто така и снабдувањето со нафта и нафтени деривати е исклучително стабилно, така што во овој момент не само што ги задоволуваме домашните потреби, знаете, поради најниската цена на бензините и дизел горивото во регионот, имаме многу граѓани од соседните држави кои што полнат гориво на бензинските пумпи кај нас. Дали освен намаленото ДДВ, државата ќе ги намали и акцизите? Дојдовме до заклучок дека доколку би интервенирале во акцизите, тогаш намалувањето за бензините, безоловниот, 95 и 98 октански, ќе беше 1 денар по литар. А за дизелот ќе беше 2 денара по литар. Затоа одлучивме да имаме поробусна, поголема интервенција и на овој начин се намалуваат цените од прилика за 6,5 до 7 денари по литар, но се разбира, состојбата ќе ја следиме и како следна мерка, кога веќе тоа намалување би било позначено, ќе го имаме и тоа во предвид. Но сега сакавме поголема, поробусна интервенција за веднаш да почувствуваат граѓаните да нема зголемување драматично кое што би удрило на стандардот на граѓаните. Без оглед на овие мерки, опозицијата критикува, а Мицковски му одговори на Филипче. Заборави да каже дека единственото нешто по кое што ќе бидат од тогаш запомнети е фактот што како држава најлошо се справивме со ковид пандемијата, односно имавме најголем број смртни случаи по глава на жител, споредно со сите европски земји. Заборави да спомне мерката неколку десетици милиони евра уплатени на Стабри, компанијата од Хонг Конг, која што наместо специјализирана за набавка на вакцини е специјализирана за трговија со јужно овошје. Заборави да каже за бруталниот подкуп на изборите во 2020 година, кога со уредби со сила на закон се менува закони во 5 до 12. Со намаленото ДДВ и интервенциите кај ОКТА, граѓаните дневно штедат по 200.000, односно 1,5 милиони евра седмично, изјави Мицковски.